Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добре, почитани слушатели, уште еден круг денеска е, уште една среда, 16 ноември, нешто помалку од 30 дена до 11 декември, кога Македонија конечно ќе треба да одлучува на избори кој и во кој правец ќе води државата. Како што стојат сега работите, сосема известно е дека нема простор, барем сериозен, за некакво одлагање на изборите. Тоа кажам од искуство, дека сега два пати или три пати се случуваат такви ситуации. Во недела навечер почнува изборната кампања и веројатно се ќе биде до денот на изборите во рамки на она што се претпоставува дека треба да биде еден нормален процес на еден изборен процес. Меѓутоа, на таа тема мој денешен и ваш гостин е политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Добар ден, ти благодарам што ја прифати поканата. Ајде да почнеме од почетокот. Значи, веќе сосема јасно е дека избори неверојатно ќе има на 11 декември, меѓутоа мислиш ли дека тој изборен процес барем до 11 на денот на гласањето конечно Македонија ќе го заокружи еден нормален процес без било какви инциденти? Ова прашувам во смисла на она што се случи пред се со нападот на Али Ахмети во Куманово, па и случајот од пред 2 дена во кој што дел од медиумите шпекулираат за некаква можна политичка поврзаност, иако полицијата се уште официјално не соопшти што се случило. Така. Прво, мислам дека избори дефинитивно ќе имаме на 11 декември. Од трите фактора кои влијаја на изборите, првото е постигнувањето на договорот и почитувањето на договорот. Вториот фактор опортунитетот на партиите, дали сметаат дека сега треба или не треба да има избори. Третото е да не се појави некаков нова варијабла во меѓувреме. Мислам дека трите со релативно висока доза на доверба можеме да ги елиминираме, така што во овој период изгледа дека изборите дефинитивно ќе се одржат на 11 декември. Чувствувам и енергија некоја кај партиите дека како да чувствуваат дека оваа фаза на политичката криза треба да се стави зад нас и дека тој процес треба да се заокружи. И во таа смисла исто така очекувам дека кампањата ќе помине без некакви посериозни инциденти. Сепак ние треба да имаме предвид дека кампањата и овие избори се одвиваат во екот на политичката криза и во една ситуација на високи политички тензии, така што вакви спорадични несреќи и случаи не може да се случат сосема, но не се тие стимулирани или организирани од партиите. Партиите гледам дека имаат некаква желба изборниот период да помине во некаква помирна. Може ли партиите да контролираат тоа? Не целосно. Не верувам дека партиите можат целосно да контролираат ниту своето членство, ниту пак ваквите инциденти кои се случуваат, особено како овој на Партизанска, како тој во Куманово. И не мислам дека се тоа инциденти кои се директно ниту пак стимулирани, ниту пак под партиско крило. Така што мислам дека партиите ќе направат тоа што е во нивна моќ, да гледам дека таква енергија дека постои, дека ќе направат тоа што е во нивна моќ да изборите поминат во релативно окей атмосфера, затоа што ни е потребна некаква фера оценка и потребно ние да влеземе во некаква втора фаза. Меѓутоа, нас ни треба веројатно многу повеќе од релативно окей фера атмосфера. Точно е, нас ни треба чистење на политичката криза. Иако јас не мислам дека на 11 ќе се расчисти, мислам дека имаме уште работа. Мислам дека самиот изборен процес нема да придонесе за дамка на овие избори. Може да придонесат некакви надворешни влијанија кои не се под контрола на партиите, но не верувам дека извештајот од изборите ќе биде целосно добар. Првенствено затоа што и атмосферата во која се одвиваат е со високи политички тензии и заради тоа што уште ни висат овие итни реформски приоритети нотирани во извештајот на Прибеа, голем дел од тие се однесуваат на предизборниот период. Така што мислам дека што се однесува до самото гласање, мислам дека ќе биде прокнижена како во ред. И во основа мислам дека тоа што е најважно во оваа фаза, дека резултатите од изборите ќе бидат универзално признаени. Тоа сте убедени или мислите дека ќе се случи? Па видете, во Македонија е тешко да бидеш убеден во било што. Во принцип треба да си песимист и најчесто излегуваш во право. Но јас гледам напор од сите партии да излезат со едни чисти избори. Имаме ли чист терен за признавање на изборите?
чист терен за признавање на изборите имаме. Партиите подпишаа договор како да се спроведат изборите, влегоа во кампања. Се разбира, некои од партиите ќе коментираат дека теренот не е целосно прав, но тие тоа го знаеле кога го подпишувале договор. Така што мислам дека нема да има многу простор, ако не се случат некакви сериозни инциденти, да се проблематизираат резултатите од изборите. Јуто, ние немавме ни сериозни инциденти, да речеме 2014-та, па пак влеговме во оваа криза. Да, но носењето на новиот изборен закон кој многу стрикно го регулира предизборниот период, одобивањето на партијата од државата и медиумското представување, мислам дека ќе придонесе за тоа да се изедначат малку условите и да нема толку можност да се коментира дека некој злоупотребува некаква функција во изборите. Да се потсетиме, откако се промовира кандидатите, односно откако ДИК ги прифати кандидатските листи, сега е веќе и официјално забрането кандидатите да настапуваат до официјалниот старт на кампањата. Тоа никогаш не било случај досега. Забрането е да се користат, да се промовираат владени проекти. Забрането е да се користат државни средства и да се располага со буџетски средства во промоција во овој период. Тоа е прв случај кој е пристојна пракса, тоа треба и да се задржи, но не е се исто како претходно. Како е вашата оценка на функционалноста во пракса на овие елементи досега? Ние поминавме, значи, од формирањето на техничката влада за организирани избори досега еден известен период, оценката за функционирањето на медиумите? Видете, медиумите подобро известуваат кога имаат адхок комисија. Гледам дека сите медиуми повеќе се трудат да имаат побалансирано известување, кога знаат дека некакво мониторинг тело ги следи, и мислам дека квалитетот на известувањето е малку подобрен. Сега мислите дека тоа е ради телото или заради... Мислам дека и политичка волја помеѓу партиите, но се чувствува разлика во пристапот на медиумите кон известувањето. Знаете како ние се јадуваме на јогурт, мислиме дека медиумот нема право на став ако треба да биде објективен. Тоа не е така. Секој медиум има право на свој став, само што тој треба да биде одвоен од вести, треба да биде уреднички коментар. Но мислам дека е чекор во вистински правец. Мислам дека е подобро квалитативното известување на медиумите сега, одошто претходните изборни циклуси. Меѓутоа има уште една друга ситуација. Во опозицијата во овој период барем јавно не се декларира дека новинарите им се непријатели. Веројатно може и тоа е плюс во целата атмосфера. Има едно стишување на целата атмосфера околу медиумското представување и тоа влијае, се разбира. Мислам дека тоа што се уште недостасува се некакви посериозни ТВ дебати, не знам дали тоа ќе го има во медиумски дебати не мора да бидат. Веројатно зависи од медиум до медиум. Претпоставувам зависи од медиум до медиум, но во оваа фаза мислам дека се движиме кон пристојна кампања. Мислите ли дека останатите услови околу она што значише прочистување на избирачки список, иако во до затварањето на избирачки список останува процес на оние помалку од 30.000 кои што не се појавија за евиденција дека може да се приват. Мислите дека тоа прашање можеме да кажеме дека дефинитивно е затворено со оглед тоа дека и ДИК каже дека избирачкиот список е финален? Видете, избирачкиот список никогаш не може да биде целосно завршен, бидејќи тој жива материја. Има некакви технички грешки кои може да се појават во избирачкиот список. Може да има и некакви злоупотреби за кои ние не знаеме. Тука мојот став е дека треба се почекаат државните институции да видат, односно соодветните институции да го прогласат за чист или нечист. Мислам дека државната изборна комисија во оваа фаза го затвори списокот таков каков што е. Мислам дека со тој ќе одиме на избори и тоа е исто така квалитативно подобрување од претходните избори, но истовремено мојот став е дека и еден сомнителен гласач на избирачкиот список е премногу. Бидејќи мислам дека не е проблем дали избирачкиот список технички може или не може да се среди. Не е проблем туку дури политичката волја на партиите. Најголемиот проблем е дека граѓаните во државата мора да имаат доверба во изборниот процес. И тоа не е само прашање на избирачкиот список, мислам дека во тоа треба малку повеќе. Да, меѓутоа довербата беше нарушена врз основа на постојаните констатации дека во Македонија имаме нереален избирачки список, дека имаме условно кажано фантоми кои што влијаат врз изборниот процес. Се согласувам дека и еден гласач нелегитимен е премногу да го има на избирачки список, меѓутоа веројатно се согласува дека ние досега во овој изборен прочистување на овој процес не видовме ниту еден сомнителен
ниту еден сомнителен случај. Бројката на гласачи на избирачкиот список рече се идентична, дури поголема од 2014. Не би се согласил дека немаме ниту еден сомнителен случај. Имавме гласачи од Пустец кои беа на камера снимени дека биле донесени да гласаат специјално во центар, и тоа побудува некакви сомнежи. Зборам на фантоми од типот на непостоечки луѓе, тие сепак имаат државјанство, биле на гласање како дошле, тоа е веќе друг процес. Меѓутоа, зборам на од типот на 20, 30, 50 илјади фантоми кои што се дупли луѓе, односно еден човек со два идентитети, со три идентитети. Таков случај сепак до сега немавме таков случај. Токму тоа ми беше коментарот дека и мало пречекорување на правилата во избирачкиот список. Тие луѓе можеби од Пустец имале државјанство, прашање како им е дадено. Македонија има многу строги правила како се доделува државјанство. Побудуваат недоверба во избирачкиот процес и ние мора да инвестираме малку повеќе во таа приказна, во чистењето на избирачкиот список, за да знаеме дека еднаш сме завршиле таа приказка, бидејќи јас и вие не можеме сега да знаеме што има или што нема во избирачкиот список, ниту пак во широката јавност, ниту пак мора да се ослониме на некакви државни институции и на политичката волја на партиите, дека тоа прашање еднаш ќе остават за себе. Како и се друго во Македонија, ние сме направиле чекор во вистински правец со чистењето на избирачкиот список. Не знам дали е тоа доволно, бидејќи ние не знаеме дали сегашниот избирачки список е целосно чист, како што тврди ДИК. Но гледам еден напредок во правец на обезбедување целосно фери демократски услови за избори. Државната изборна комисија во овој состав вака екипирана како никош до сега не била подготвена, веројатно ова е најподготвениот состав и од стручни тела. Мислите дека овој тип на ДИК вака поставена со и пренесени ингеренции поголеми, па и избирачки список може да гарантира во иднина да добиеме некакво вистинско независно тело кое ќе спроведува избора без разлика дали тамо ќе има еден или двајца или тројца членови предложени од партиите, или пак и тој модел треба во иднина да го менуваме? Не, мислам дека овој модел со ДИК е добар. Јас мислам дека Државната изборна комисија треба уште понезависно да стане, да се пренесат целосно ингеренциите. Мислам дека ингеренцијата на пренесувањето на избирачкиот список, па и целосната контрола е добра. Мислам дека треба да се подобри тамо тој капацитет. Бидејќи изборите во основа треба да се спредуваат од некаква државна администрација која не зависи од партиите. Тоа кај нас се толкува како паритетно учество на партиите, а не како целосно изостанок на партиите, но и тоа е подобра ситуација одошто чисто партиска државна изборна комисија. Така што во оваа фаза мислам дека државната изборна комисија има капацитет со луѓе и со средства на крајот да обезбеди некаква подобри услови за изборите, но на крајот треба да го почекаме изборниот процес и изборниот ден. Може да се покаже дека новите ингеренции им се многу, може да се покаже дека нема да се снајдат. Треба да поминеме еднаш низ тој процес па да видиме како ќе помине. Благодарам, тука мора да направиме прва кратка пауза и потоа ќе се вратиме во второ. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Поштени слушатели, повторно назад во емисијата Круг. Јас сум Маријан Николовски, ваш денешен домаќин, мој и ваш денешен гостин е политичкиот аналитичар Петар Расовски. Зборуваме за политичката состојба во Македонија. И во вториот дел ќе зборуваме малку и за релациите на Балканот по изборот на новиот американски претседател. Меѓутоа, да се вратиме уште малку на она што е домашна политика. Во понеделник почнува изборната кампања. Рековте дека не очекувате некои подраматични ситуации во текот на овој изборен процес. Да се надеваме дека политичките партии имаат доволно свест за тоа дека оценката од тоа какви ќе бидат изборите ќе зависи многу во кој правец ќе се движи Македонија, веројатно. Меѓутоа, дали очекувате решение на политичката криза по 11 декември и како на 12 декември ќе изгледа Македонија? Не очекувам решение на политичката криза на 11 декември. Мислам дека процесите кои доведоа до политичката криза се оние кои треба да се адресираат ако сакаме кризата суштински да заврши. Тоа се оние забелешки кои стојат во извештајот на Европската комисија, кои стојат во извештајот од Прибе и во итните реформски приоритети. Мислам дека тука секако вклучувам специјално јавно обвинителство како институција која треба да помогне како символ дека македонското општество е подготвено да расчистува со некакви коруптивни елементи на оние кои се на избрани функции. Така што мислам дека тој процес ќе продолжи. Мислам дека 11 декември ќе затвори оваа фаза
на кризата, но дека ќе влеземе во уште посериозен притисок да ги направиме реформите кои се необходни. Едно е процес на решавање на тие проблеми и процес политички процес на, како што видите вие, на притисок на завршување на тоа прашање, друго е затварање на кризата. Затоа не разбирам во која смисла мислите дека нема да заврши кризата, дека политичките партии ќе продолжат да се обвинуваат меѓу себе, да ќе продолжат оние тензии во поглед на тоа како да се затвараат тие прашања од препораките на Прибе или Не мислам на тоа. Мислам дека ние, ќе ви кажам, мислам дека ние никогаш нема да имаме чист извештај од Европската комисија додека не ги адресираме итните реформски приоритети. Мислам дека не се исклучени дополнителни протести доколку причините за протестите, односно одвојувањето на партијата од државата и тие инциденти на кои бевме сведоци, додека не запрат. Мислам дека ќе продолжиме да паѓаме на рейтингот на Freedom House, на оценките за слободата на медиумите, доколку не ги адресираме овие прашања кои сите се делумно адресирани во новиот изборен законник. И мислам дека нема да имаме стабилизација на состојбите доколку процесите кои доведува до кризата не ги поправиме во овој период. Ние не знаеме дали новата влада можеби ќе биде први точки на дневниот ред на идната владина седница, ќе бидат сите оние ќе бидат сите оние теми за кои што сега зборуваме, може ќе бидат една од точките на првите владини седници на новата влада. Ако биде така, тогаш ќе излеземе од криза, но имајќи ја предвид недостатокот на политичка волја кај партиите досега и бесконечното натегање во досегашните пржински договори пржино 1, 2, 3, 200, јас сум сепак скептичен околу тоа дека можеме брзо да постигнеме некаков заемен договор за уцврстување на оние процеси и ставање во колосек на оние реформи кои ни се нотираат. Од она што го велите, можам да излечам заклучок дека сметате дека нови избори ќе победи повторно ВМРО-ДПМНЕ? ВМРО-ДПМНЕ влегува како фаворит на овие избори со некаков водечки рейтинг. Нивото на тој рейтинг од различна анализа до различна анализа варира. Ќе видиме како ќе се одвиваат изборите, како ќе излезат тие резултати на крај. Но сепак за очекување дека разликата помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ нема да биде толкава како досега и дека ќе се доближат партиите во наредното собрание и дека ќе се појават и нови партии, особено во албанскиот блок во собранието, така што мислам дека наредната фаза ќе биде една фаза на многу по сериозна конкуренција помеѓу партиите и во собранието и во јавниот живот. Така што тоа ќе биде во основа реперот каде ќе се движи ситуацијата. Ги спомнате албанскиот политички блок, предоставам мислите на Беса, во македонскиот не очекувате двете десници, центро-деснистички коалиции да освојат нешто? Не, за жал, мислам дека лошо ќе поминат помалите партии во македонскиот блок, затоа што овие избори поради политичката криза луѓето ќе го доживеат како црно-бела варијанта, како некакво референдумско изјаснување. А и луѓето секако својот глас го доживуваат како валута и тешко го даваат за оној кој не сметаат дека има шанси да победи. Така што мислам дека помалите партии поради тоа што се расцепка дека нема да поминат со многу добар резултат на овие избори, особено во четворката каде што се сконцентрирали па и главните носители на двете поголеми македонски партии. Се мислам дека тие ги ушмукаат гласовите, така што не верувам дека ќе имат некаков значаен резултат. Како го оценувате решението на Груевски да замине во четвртата изборна единица да биде во директна трка со Заев? Видите, сигурно има некакви проценки дека таму му се добри шансите. Мислам дека е тоа мислам дека тој самиот го кажа. Тоа чекав каде ќе се кандидира Заев и одлучив да одам на директна конфронтација. Интересно е првпат во изборите во Македонија една изборна единица која не е КЕЦ, ќе биде индикација за тоа како ќе поминат изборите во целата држава. Мислам дека во ова на овие избори сите прво ќе ги гледаме резултатите од изборна единица 4, па дури потоа другите, што не беше случај до сега. Ако вели опозицијата како што вели дека поприлично добро стои барем во првата изборна единица, тогаш не беше ли логично Заев да дојде да се трка во првата изборна единица? Заев до сега мислам дека никогаш не се кандидирал во првата изборна единица. Мислам дека тој ја смета Струмица за своја матична. Нема можност кога беше на претходните лидер на партијата не беше на листа, претходно го ставале други лидери на партијата на листа, така што видете, кај нас изборниот систем на толку мала држава е малку чуден.
логично е лидерите на поголемите партии да се кандидираат во една изборна единица и тоа да биде единица. Гледам дека двајцата одат во четврка. Точно е дека Заев повлече нога, сметајќи ја Струмица за своја матична изборна единица, но знаете како, многу се расправаме околу тоа кој каде ќе биде носител и така натаму. Мали се сепак тие изборни единици. Македонија кога би била една изборна единица, би имало логика да сметаме дека лидерите треба да се соочуваат. Вака во основа партиите се тие што го диктираат темпото без оглед дали се во една или во друга изборна. Меѓутоа оние кои што сакаат да читаат задниски пораки, теории на заговори, иако да речеме можеби тоа не е непознато во политиката, читаат една друга порака во изборната единица број 1. Се тркаат Поповски и Спендаровски. Мислите дека тие као ги спремаат за наследници на сегашните лидери? Не е исклучено. Не е исклучено дека партиите сакаат да ги пробаат своите кандидати во единица. Знаете како, кога се прават предизборните математики за тоа кого каде ќе кандидирате, вие во основа треба да го упарите профилот на носителот на изборната листа со психолошкиот профил на гласачите кои очекувате да гласаат за него. И гледам дека и Стево Пендаровски и Никола Поповски се една по-мека варијанта на партиите, на по-урбана, условно речено прозападна. Така што мислам дека и тоа имало некаква калкулација, но не сум подготвен сега да се потпишам на заговорот дека тие однапред се договорени наследници на лидерите. Мислам дека лидерите тие си се борат за своите случаи уште малку време во двете поголеми. Сметате дека сепак на наследните по изборите на 12 како што видите, ако со предност ВМРО да биде премиер ќе биде Груевски? Не знам, тоа е веќе така многу посериозно прашање. Прво, не знаеме какви ќе бидат резултатите и дали ВМРО ќе може лесно да направи влада. Математиките се уште не се јасни по тоа прашање, бидејќи знаете како анкетите сега покажуваат некаква предност, но анкетите покажува и предност за Хилари Клинтон, па имаше изненадување. Така што мислам дека е многу рано за тоа. Мислам дека Никола Груевски, кога би го прашале денес дали ќе биде премиер, не знае што да ви каже. Мислам дека од многу околности зависи тоа. И мислам дека најмногу ќе зависи од неговата проценка. На Македонија во наредниот, не е баш за тепање кој сака да стане премиер, на Македонија во наредниот период следат многу тешки реформи, кратење на јавниот долг, бидејќи тој оди во некаков неповрат, некакво решавање на јавна администрација. Тука цело време виси проблемот со прашањето за името, дефицитот, економскиот напредок, решавањето на нитните реформски приоритети, политички реформи. Не е баш да се тепате на рака за тоа кој ќе стане премиер. Имаше објавувањето на листите на СДСМ предизвика огромна бура на реакции пред се во внатре во партијата. Имаше ситуации во кои што членови високи функционери на партијата поднесоа оставки на денот на конгресот. Малку е незамисливо барем од моја гледна точка за политичка партија која што 10 години зборува за демократија, особено во практикување како носители на извршна власт, во собствените партиски редови да практикува принципи на одлука во која што членовите на високото раководство на говорница од лидерот ќе ги слушнат носителите на листите. Да, знаете како, точно е дека СДСМ можеше подобро да го изменаџира тој процес и дека не е прашање дали можеше, веројатно така сакал лидерот. Поред, не можам да се мешам во внатрешната партиска динамика, бидејќи не знам што сакал лидерот да постигне. Мислам дека може да поработат малку да направат некаква посериозна кохезија, ако е веќе тоа концептот кој лидерот го промовира, но имајте предвид дека СДСМ е партија во која во последните неколку години се сменија неколку раководства. И долго е во опозиција. Така што мислам дека и нив ги фаќа некаква нервоза и помеѓу себе и кон општата јавност. Така што јас овие испади, условно речено, сум подготвен да им ги простам, сметајќи дека сепак е тоа некаква концепцијска борба, а не борба за фотели. Да, меѓутоа пред изборите СДСМ имаше представа, слика во јавноста дека има едно кохезивно тело кое што треба да ги обедини сите, нели? Се сеќавате на протестите, на
на целото тоа движење, нели, за широк фронт за коалицирање со обединување. На крај се сведохме во ситуација да тој процес, ако е тој процес преку поставување на Мухамед Закир или на професорот Мухич на листите, покажа дека тој обид за кохезија не функционира внатре во самото членство, например, без разлика. Да, разбирам. Видете, не постои партија и партиско членство на кој ќе му се допаѓа да му внесете на листа на добитна комбинација некој од надвор. Таква партија не постои. Партиските членови работеле со години можеби за таква позиција и лидерот кога сам ќе одлучи да донесе некој на листите, тоа не може да помине, не може да им биде право. Прашање колку таа дебата требаше да излезе во јавност или не. Јас сум сигурен дека и на листите на ВМРО ДПМН има луѓе кои се незадоволни од составот на листите, како и секогаш кога се прават листите. Тоа е еден театар на кој сме навикнати цело време пред. Да, и тоа да со овие листи покажа една многу поголема демократичност, да бидеме реални во споредба со правењето на листите на СДСМ. Јас зборам од позиција на практикување демократија. Ако вие мислите дека постојано зборувате за демократија, правите листи во која што треба да постигнете кохезија, ставате ли на Поповска или не знам професорот Мухич, и притоа знаејќи дека може тоа да предизвика конфликт, не им кажувате на своите најблиски, доаѓа до ситуација која што ја имаме сега. ВМРО ДПМН ги исчисти сите условно кажано спорни кои можеа да бидат пречка, да речеме, или за гласачите или за јавноста. Како тој идел процес не знам, можеби Груевски ги повикал и Гордана и сите поред кои што за кои што се очекуваше дека може да бидат условно кажано некаква пречка, и веројатно меѓутоа ние немаме во јавноста никаква нити балон, нити нешто кое што предизвикува револт или реакција во самата партија. Разбирате? Па не знам што очекувате да ви кажам, дали можеше СДСМ подобро да помине со листите, можеше. Мислам дека обидот на лидерот да спои некакви и шарена револуција, и албанска некаква понуда, и некакви, тие ги нарекуваат независни интелектуалци, мислам дека е неопходно мора да помине низ некаква ваква јавна дебата. Прашањето е колку тоа ќе се одрази негативно на денот на изборите. Тоа е веќе прашање за посериозна анализа. Особено делот со знаете како кога имате вие, кога спојувате многу шарени работи во една коалиција, прашање е колку добивате, колку губите. Не знам кој е подобар пристап. Мислам дека партиите до сега имале и широки коалиции и одели со тесни коалиции. Не гледам дека нешто тоа многу менува, но ќе видиме првпат СДСМ ќе има волку шарена понуда, така што треба да видиме дали тоа ќе им донесе квалитет плюс или ќе им одмогне во кампањата. Реално немаме емпириски показатели кои би можеле да ни покажат дали тоа е за нив во моментот плюс или минус. И покрај тоа што има широка јавна дебата. Јавната дебата не значи гласови. Тоа ќе видиме како ќе се покаже на терен после. Тука има уште едно прашање кое што се отвори, односно го форсира лидерот на опозицијата, тоа е и при едно од последните негови гостувања во кое што отворено зборуваше за повторно отварање на уставот и редефинирање на концептот на политичкото уредување на Македонија. Тој го дефинира некаков граѓански концепт, меѓутоа тој граѓански концепт е сосема различен од оно што ние денеска го имаме, а тоа е нели одлучување врз основа на прашања поврзани со етничките чувства на граѓаните врз основа на Бадентер или некакви етнички прашања. Не мислите ли дека тоа е премногу сериозно прашање за вака ноншалантно, условно кажано, да се дебатира на митинзи или на трибини или на телевизија, притоа немајќи концепт што реално сака да се постигне со тоа. И второ, мислите ли дека тој процес може да предизвика место политичка после 12 декември да имаме повторно прашања на безбедност од типот на етнички теми, кои што условно кажано беа затворени барем. Да. Разбирам што сакате да ме прашате. Се гледа еден обид од СДСМ да им пристапи на албанските гласачи на поструктуриран начин на овие избори. Најавата на Заев за завршување на делот на Охридскиот рамковен договор кој се бави со јазикот за кој се неопходни уставни промени, ја толкувам во тој правец. И тука не гледам, барем во таа фаза не гледам ништо спорно, особено што
Мислам дека треба не го дефинира тоа прашање така. Па, рамковниот договор го дефинира прашањето, видите, од Охридскиот рамковен договор тоа е единственото прашање кое останува неисполнето. И тоа е подпишано од сите 4 партии, така што не е прашање зошто СДСМ сака да го спроведе. Прашање зошто другите не сакаат. Не, мислам, рамковниот договор не дефинира двојазичност на целата територија. Дефинира службена употреба и рамковниот договор дефинира дека употребата на јазиците ќе еволуира така како што им е потребно на заедниците. Така го дефинира. Така што во оваа фаза, мислам дека не, сега прашање да збориме ние политички дали тоа значи отварање на уставот, бидејќи ние конкретната понуда од ЗАЕФ не сме ја слушнале. Не знаеме што тој конкретно предлага. Дали предлага да се отвори уставот на тоа тачка со тој амандман и така натаму. Мислам дека за тоа треба посериозна дебата, се согласувам дека најмалку треба референдум, ако ние сме рекле дека ќе има референдум по прашањето за името, мора и за ова да има некаков референдум. Повеќе мене како научник повеќе ме интересира политичката стратегија на ЗАЕФ за тоа. Мислам дека таа не е само насочена кон добивање албански гласови во предизборниот период. Бидејќи мислам дека тешко е дека албанските гласачи сепак во оваа фаза кога доминира етничката агенда во политиката дека ќе се одлучат да му дадат некаква посериозна подршка на СДСМ, особено кога имаат избор на албански партии. Не е ова како Стево Пендаровски во вториот круг на претседателските избори кога немаше албанец влезен во вториот круг. Така што не очекувам некакви значајни поместувања тука, но мислам дека е тоа стратегија истовремено на кокетирање со албанските партии во обид да се направи некаков кордон околу ВМРО ДПМН и албанските партии постизборно. Мислам дека е повеќе тоа некаква јадица кон албанските партии кои би требале во кои ЗАЕФ кокетира со нив во обид да ги подигне нивните очекувања во постизборниот период. И тоа е многу, како да кажем, се уставно политика на најде да не бидам груп антидржавна политика, меѓутоа антинационална политика. Па, да не можам да кажам дали е антидржавна или антинационална, јас албанците ги сметам за државјани на оваа земја. Не, зборам од позиција на македонска политичка партија. Од тоа што се сме виделе на македонската сцена, вклучително договарање за некакви поделби на територии, до сега што сме се нагледали, не сметам дека ова најстрашното. Па не, ако имавме коалиција меѓу ВМРО и СДС за Кичево да биде македонски градоначалник, зборам од оваа позиција е сепак условно кажано најблаго кажано нефер. Не знам дали е нефер или не е фер, не можам да дадам квалитативна. Од сега мене ме интересира неговата стратегија и ќе видиме дали тоа ќе му донесе или нема да му донесе полза. Ќе видиме на крајот тоа може на крајот да ги стимулира албанските гласови и македонските гласови да се сплотат во етничките јадра. Тоа може да се покаже како погрешна стратегија, не знаеме, а може да се покаже и како добитна комбинација за него. И знаете како, не треба да се земаат изјавите на партиите во предизборниот период здраво за готово. Во предизборниот период сите ги фаќа спонтанна инфлација на своите барања, кои потоа се смируваат во влада. Добро, не е баш така. Меѓутоа, во ред да направиме туку уште една кратка пауза и потоа финишно денешната емисија. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Уште еднаш назад во кругот, почитувани слушатели, мој ваш денешен гостин Петар Арсовски во финишот да проанализираме околу можните рефлексии на председ нас што не интересира Балканот со и директно Македонија со изборот на новиот американски претседател Доналд Трамп. Да. Доналд Трамп е реално изненадување за поголемиот дел од европските држави. Мислам дека имаше некаква анализа во европските земји кои го фаворизирал, а е изненадување за нас аналитичарите, бидејќи голем дел од анкетите предвидува победа на Хилари, таа освои повеќе гласови, но поради изборниот модел од 18 век. Трамп победи така до 18 век тој со изборен коледж и така натаму. Кои се разликите? Прво, ова се избори во Америка од кои Америка ќе излезе многу послаба него досега. Не заради изборот на еден или на друг претседател, поради делумното делегитимирање на институциите во текот на кампањата, особено овој скандал со FBI. Ќе излезе како поделено општество, бидејќи кандидатот кој имаше повеќе гласови изгуби. И разликите помеѓу нивните две платформи помеѓу платформите на двајцата кандидати се многу големи. И не верувам дека тие кои не го поддржувале Трамп сега ќе бидат среќни, гледаме дека има протести
во Соединетите Американски држави. Што се однесува до надворешната политика, тој мислам дека ќе има малку различна политика од Обама. Иако не треба да ги сметате и таму изјавите на кандидатите во предизборието и во кампанскиот период како официјална политика. Сепак е надворешната политика на Соединетите Американски држави повеќе дефинирана од интереси од стилот на претседателот, иако тој може да наметне некакви мали промени. Мислам дека ќе биде помалку интервенционистички расположен. Мислам дека него ќе го интересира малку повеќе големата слика, дали сме про-западни или про-источни, а не толку како внатре функционира општеството, за разлика од догмата на Клинтон, која беше извезување на демократија, секаде каде што може. Мислам дека ќе биде повнимателен со воени действија во американската надворешна политика и мислам дека ќе се обиде барем на почеток да ги затопли односите со Русија. Тој веќе тоа го најавува. Не знам колку во тоа ќе биде успешен. Во било која од тие три, мислам дека се тие сепак дефинирани од прагмата на меѓународната политика на Соединетите Американски држави, не од стилот на претседател, така што треба да почекаме да видиме како ќе се снајде, кај нив транзицијата трае долго, тој ќе се инаугурира таму после 20 јануари, а првите ефекти на неговата надворешна политика може да ги чекаме таму на лето. Многумина овде очекува дека некоја друга блага политика кон Македонија, особено во прашањето за името, понаклонета политика или пак од друга страна политика која што би била ригидна кон Грција околу прашањето за името, меѓутоа она што доаѓа како информации поприлично на високи позиции ќе се најдат Грци со етничко потекло. Меѓу нив и негде прочита нов секретар за финансии би бил православец. Видете, надворешната политика на Соединетите Американски држави поддржува Македонија да стане членка на НАТО денес. И тоа е официјална политика која нема да се смени дали е Трамп таму, дали била Хилари Клинтон. И кај Хилари Клинтон имаше многу поддржувачи кои се Грци, и кај Трамп има многу поддржувачи кои се Грци, и едната и другата би имале Грци во својот, бидејќи грчката диаспора во Америка е силна, би имале Грци во својот кабинет. Тоа не значи дека ќе се смени официјалната политика. Еве гледаме дека во меѓувреме Обама притиска за побрз прием на Македонија во НАТО во Грција сега. Така што не верувам дека тие лични решенија можат на тој начин да ја сменат политиката на Америка, но точно е дека некои претседатели има поактивен пристап кон тоа прашање од други. Например, Буш имаше многу поактивен пристап кон тоа прашање. Некои аналитичари велат дека како Буш, например, администрацијата на републиканците останеше, ние ќе бевме денеска членка на НАТО. Видете, администрацијата на Буш многу притисна Македонија да стане членка на НАТО во Букурешт. И тие реално имаа голем дипломатски притисок и голем напор. Ете не успеа, бидејќи Грција одлучи да го стави ветото секако. Има до некаде каде меѓународната политика може да помогне, некаде каде е реално немотна, кога државата спротив меѓународните интереси, например како Грција сега, кога против меѓународните интереси ќе одлучи да не ја почитува пресудата во Хаг, да не го почитува да не ја почитува времената спогодба, вие до некаде можете. Така што не верувам дека било која администрација би била помалку расположена кон Македонија на ниво на стратегија. Што се подготвени по тоа прашање да направат е друго. Мислам дека на Буш му беше лично важно да го помине самитот како што треба, и тука Украина му беше поголем проблем од што Македонија. Гледам дека и Обама сега некако притиска по тоа прашање. Мислам дека кај Трамп тој притисок ќе продолжи. Мислам дека ќе продолжи затоа што мислам дека тој сака почиста ситуација, но да видиме пријателството помеѓу Америка и Русија што ќе значи за Македонија. Дали тоа ќе значи некаква ничива земја или ќе значи поделба на територии во кои влијанието на Русија ќе застане до Бугарија или позади Бугарија, а овде ќе влезе влијанието на Западот. Очекувате ли глобален судир на релација Буш и Сорос? Мислите Трамп и Сорос? Се извинувам, да, Трамп. Да. Не е случайно. Трамп има историја на луѓе кои не ги сака. И помеѓу нив е еден од главните кои не го сака е Џорџ Сорос, така што не е случајно да има некаков глобален конфликт, иако тие не изгледаат така како што ги гледаме овде, тие нема се распукаат сега по медиуми, едноставно ќе почнат полека. На улица се пукаат. Да, мислам нема да ги видиме ние тие последици на медиумите така силно, туку мислам дека ќе се намали
синергијата помеѓу Фондацијата Отворено општество и поддршката од Соединетите Американски држави на повеќе клучни делова, помеѓу другото и во Македонија. Благодарам, почитувани слушатели, мој ваш денешен гостин беше политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Се надевам дека успеавме да извадиме многу не суштина и да останат повеќе суштински елементи во кругот за сликата да биде појасна околу состојбите во Македонија пред изборите и рефлексиите на американската надворешна политика со новиот претседател Доналд Трамп, исто така во Македонија. Ви благодарам. Круг е емисија на Трговското радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Марио Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 16 ноември 2016. Круг е продукција на Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.